Држава со површина од околу 26.000 квадратни километри не би требало да биде тешка за премостување со автопати. Но предизвикот да се премостат македонските 26.000 со својот релјеф не е ист со премостувањето рамничарски терен. Пред неколку години, тогаш владеачката ВМРО ДПМН одлучи со изградба на 3 нови автопати да го прифати предизвикот. Одлична е динамиката, постојано се зголемува бројот на работници, бројот на машини, се работи секојдневно, времето во овој момент не послужува, така да се уште ефективно се работи. Илјадници работници секојдневно се ангажирани на овие проекти, но најважно од се е што може да се погледнати со око, да се види дека таму се работи. Одличната динамика и видливата работа беа посочувани многу пати во јавноста, па дури во теренските отчети пред тогашниот премиер Никола Груевски. Но по промената на власта, на површина исплива поинаква реалност. Пробиени се и првичните рокови за финиширање на проектите. Ова особено важи за изведбено најтешката траса Кичево-Охрид, дел од коридорот 8. Проект вреден барем за сега 411 милиони евра распослани во 56 километри. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта вели дека вистинската состојба на теренот била свесно криена од јавноста. На еден дел од трасата се изведувани испитувањата, а на друго место се гради тунелот. По документација вика дека земјишето е втора и трета категорија, кога почна да се работи излегло дека е пета и шеста категорија. Сето тоа бара нови препроектирања, сето тоа бара нови средства. За жал, значи нити може некој да слегне, нити може попат некој да се качи на автопатот. Значи нема проектирано во проектот ни една клучка од Кичево до Охрид, па нема дури ни за аеродромот. И сега ние треба да препроектираме 8 клучки, која исто така ќе чини многу пари. Населението нормално од тие градови околни да може да се приклучи на автопатот. Потоа, кога се гради автопат, значи мора да имате и помошни патишта. И тие ги нема, и нив треба да ги проектираме. Би требало некаде за 3 години да биде завршен и тој пат. Че се рушат косините. Еден од најголемите проблеми представуваат косините покрај автопатот, за кои луѓето од надзорот велат дека при проектирањето и истражувањата биле направени само површински. Патувајќи од Кичево кон Охрид, од десната страна на неколку места ќе забележите вакви косини, кои што вкупно содржат 54 засеци. Овие косини биле предвидени уште во првичниот проект, меѓутоа истражувањето и геологијата на теренот покажале дека не се компатибилни со оние предвидени во самиот проект, што понатаму значи дека требало целосно препроектирање. Но дури откако ќе бидат решени косините, за решавање ќе останат поголеми проблеми. Долж планираниот автопат Кичево-Охрид планирани се и неколку виадукти. Еден од неколкуте и овој кај Добреноец, можеби најзначаен, но секако и најпроблематичен. Најзначаен бидејќи со своите 520 метри ќе опфаќа добар дел од трасата. Меѓутоа, зошто најпроблематичен? Бидејќи тука се наоѓа еден далековод, од чие што одстранување, кое што треба да се случи во најскоро можно време, ќе зависи практично и финиширањето на целиот проект. Отстранувањето на недостатоците бара и нови анекси на договорите, нешто што СДСМ како опозиција го критикуваше, а сега велат дека е единствен излез. Едниот дел од анексот ќе биде посветен на временскиот рок, а другиот дел на финансискиот дел, кој што нема да биде со тие цени кои што првично има претходната влада преговарано со кинезите, далеку пониски ќе бидат. Ве уверувам, се бориме петни жили да постигнеме цените на подизедувачите, но оставете делот на преговорите да заврши. Североисточно од оваа траса, со своји предизвици се соочуваат изведувачите на планираниот автопат Миладиновци-Штип, втор по тежина според сликата на терен. 227 милиони евра се употребени за 49 километри пат, кои во пракса на Скопјани ќе има возможност да дојдат на Штипска Пастрмајлија за само половина час. 2/3 од новопланираниот автопат Миладиновци-Свети Николе Штип практично се завршени. Единствената третина која што останува да биде финиширана е онаа првата, од Миладиновци па се до 17-тиот километар на автопатот. Она што ги оттежнува изградбата и условите е конфигурацијата на теренот која што е ридско-карпеста, меѓутоа и зимско-есенските временски прилики. И покрај се ова, од надзорот уверуваат дека крајниот рок ќе биде испочитуван, а тоа е 30 септември 2018.
Механизацијата поставена долж овие 17 километри е подготвена да го искористи секој сончев ден, посочуваат надзорниците. Реализацијата на првата делница од, како што реков, од Миладиновци до Свети Николе најмногу зависи од ископот на земјаните маси, бидејќи тука се јавува и најголемиот процент и количина на земјани маси, преку 6 милиона кубика ископ. Најголемите 6 објекти се наоѓаат на оваа делница, тоа се 5 вијадукти и 1 мост. Теренот како терен е поизискателен, бидејќи се работи за поголем обим на работа, кај што захтева поголема механизација, поголеми количини ископ, поголеми изведбени бетонски земјани работи, така да тој дел е малку позахтевен и потежок во однос на изведба. Скратувањето на постоечката траса е од Миладиновци до Свети Николе, каде новата рута се спојува со стариот пат, кој ќе биде облечен во помодерно руво со повеќе ленти. На 100 километри од Скопје, последните денови без сообраќај ги брои автопатот Демиркапија-Смоквица, инаку дел од паневропскиот коридор 10, речиси 230 милиони евра вредна инвестиција. Без малку 99% од работата е завршена. Се очекува да биде пуштен само контролниот пункт кај Неготино, каде ќе работат 20 на инженери со задача да се грижат за безбедноста на патниците на новите 28 километри, но и на другите околни патишта. Според директорот Китанов, ова можело да биде завршено одамна. Ова е тој контролен пункт кој што од овде го контролира целиот автопат со се тунелите и мостовите од безбедносен аспект и бидејќи се гради со пари од Европска Унија, по нивните правила, вие не можете да добиете употребна дозвола доколку овој контролен пункт не биде готов. Значи ова можело на рад на мирен, убав начин да биде завршен за овие 2 години, а сега мораме со брзање да го завршиме и ќе го завршиме. Другиот проблем што го имавме беше далеководот, 400 киловолтен, што од Европа оди кон Грција и исто така тој не може, доколку не се премести, да биде пуштен автопатот. Значи тоа многу убаво некој го знаел. Но ние вложивме напори, веќе проблемот со далеководот е надминат, крајна дата за завршување комплетна е на 31 јануар со се софтверскиот дел внатре што треба да постои во овој контролен пункт. Пунктот ќе работи нон-стоп и ќе биде во постојана комуникација со противпожарната и шлеп службата од Неготино. Граѓаните на Република Македонија и на општина Неготино ќе добијат еден безбеден пат кој што ќе значи избегнување на сите оние непријатни ситуации и последици, па и жртви кои што се случуваа на стариот автопат на делницата Демиркапија-Гевгелија. Освен што кај сите се пробиени првичните рокови, трите автопати имаат уште една заедничка работа. Надлежните ветуваат дека ќе бидат завршени во новите зададени рокови. Одброувањето повторно започнува.